едно линковско вклучување на нашата Марија. Само ќе ни кажеш каде си, дали си на лице место, поточно на местото на случувањето, каде што е настанат дефектот и кои се можеби најновите информации со кои што располагаме, а се разбира сите, они особено кои што се засегнати или имаат послаб притисок на вода или немаат воопшто, ќе ги интересира. Марија, поздрав. Добро утро. Поздрав и до вас. Најновата информација која што ја добивме од јавното предпријатие Водовод и канализација дека утринава водоснабдувањето во Скопје е нормализирано, можеби во некои делови се уште со намален притисок, односно не како што било досега, но првичната и главна информација е дека водоснабдувањето е нормализирано и дека во Скопје има вода, за разлика од вчерашниот ден во доцните часови каде што делови од Скопје дури и нема вода. На лице место се наоѓаме каде што се случи сериозниот дефект во текот на вчерашниот ден во доцните часови. Станува збор за улицата Франце Пешарн 100D. Имено се наоѓаме токму тука каде што може да се видат екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација како се обидуваат да го санираат самиот дефект. По разговорот со присутните тука, пред да се вклучиме во живо ни напоменаа дека ќе останат токму овде на терен и ќе работат на санација додека не се реши самиот проблем токму тука. Може да се види дека имаме екипа на јавното предпријатие, дека имаме соодветна механизација со која работат. Моментално верувам дека не можат гледачите да видат од камионот и багерите кои што се наоѓаат тука, но помеѓу нив во самата средина може да се види дека навистина има голема количина на вода која што присутните се обидуваат да ја тргнат од таму, односно да ја испумпуваат истата со соодветна механизација. Може околу да се види дека навистина е калево и има поголема количина на вода. Верувам дека има помалку од текот на вчерашниот ден од доцните часови, но ова е тоа кое што можеме да го забележиме на терен утринава. Се разбира дека доколку имаме дополнителни информации за целосно санирање на овој дефект, ќе известиме дополнително во утринската емисија, можеби или пак во информативните изданија, што претходно да се навратиме, односно хронолошки може да кажеме всушност дека уште во текот на вчерашниот ден во доцните часови се случи овој голем дефект. Улица Франце Пешарн 100D во населба Влаја, каде што овој дефект беше и причин на многу од скопските населби, односно дел од Скопје и да нема вода, нема можеби кисела вода, аеродром, Ново Лисиче, Влаја, исто така делови од Скопје нема вода, со што всушност таа информација не важи за сега утринава. Може да се напомене дека уште во текот на вчерашниот ден од јавното предпријатие Водовод и канализација известија за истиот случај и напоменаа дека нивните екипи се на терен и дека работат. Последната информација која што ја добивме од нив е дека водоснабдувањето е нормализирано во Скопје, а претходно исто така соопштението кое што го добивме од предпријатието, ќе го цитирам во продолжение. Ве известуваме дека поради повеќе краткотрајни прекини на снабдување со електрична енергија во регионот кај бунарите на Лепенец, предизвикана е варијација на притисокот на пумпниот систем од бунарите кон градскиот цевковод, од каде се дополнува водоснабдителниот систем. Како резултат на прекините на мрежата на електрична енергија, настанети се два дефекти истовремено на главната водоводна линија F600, како и дефект во шахта на F400 на еден од бунарите. Поради овие дефекти во неколку населени места од градот дојде до прекин на водоснабдувањето, но по брзата реакција на нашите екипи водоснабдувањето постепено се стабилизира со цел да се избегнат нови појави на дефекти и дополнителни оптоварувања на системот. Екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација веднаш излегува на терен и работат интензивно на санација на дефектите со цел во најкраток можен рок да се обезбеди
обезбеди целосна нормализација на водоснабдувањето. Ова се сите информации кои што ги добивме од предпријатието и она кое што можеме да го пренесеме токму од тука, од на лице место всушност каде што се случи самиот дефект во населба Влаја. Уште еднаш ќе напоменаме дека водоснабдувањето е нормализирано, како што напомена од јавното предпријатие Водовод и канализација, а токму овде на терен може да се видат нивните екипи со соодветна механизација како се уште интензивно работат на санирање на овој дефект. Марија, ти благодариме за овие најнови информации, секако излезени од јавното предпријатие Водовод и канализација, пренесени преку нашата Марија на лице место која што во моментов беше токму на местото на случувањето каде што беше и дефектот, значи да расчистиме водоснабдувањето е нормализирано.